Почитувани, постапката која се спроведува за продажба на градската куќа ги потврдува нашите сомневања дека зад незе се кријат можности за криминални интереси и дека дефинитивно граѓаните на Скопје ќе бидат оштетени. Се потврди и дека работната група која Шилегов ја најави и требаше да обезбеди транспарентна постапка представува само фасада која треба да ги покрие криминалните интереси на градските мокници. Како советничка група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, учествувавме во работата на таа работна група, во која од Шилегов и од градот Скопје побаравме. Прво, увид и копија од документацијата за тоа колку е потрошено досега за изградба на градската куќа. Второ, отварање на градската куќа на увид на јавноста. Трето, стопирање на постапката и јавна расправа. И четврто, стручна комисија од архитекти кои ќе ги проценат просторните можности на објектот. Ниту едно од овие наши барања не беше исполнето. Значи Шилегов крие колку досега е потрошено за градската куќа, не сака да се даде на увид на јавноста, се плаши од јавна расправа и не сака стручна проценка на просторните можности. Сето ова го одбива да се спроведе криминалниот интерес. Токму затоа, како советничка група на ВМРО ДПМН, нема да бидеме алиби за криминалите на градот и нема да учествуваме во работата на работната група и легитимирањето на ваквиот сомнеж за криминал. Оправдани се нашите стравувања дека однапред се знае купецот и дека најоштетени ќе бидат скопјани. 2 години Шилегов, 2 години криминал, лаги и измама. Ви благодарам.